Долгите колонии и гужви, како и хаосот што се создава со замената на личните документи во градовите низ државата и особено во Скопје и наближувањето на рокот во кој тоа треба да се направи, се повеќе притискаат надлежните да преземат мерки со кои ќе им се даде дополнително време на граѓаните да ја завршат оваа обврска. Политичари и функционери отворено предлагаат владата да предложи измена на законите со кои ќе се продолжи рокот за замена на личните документи, лични карти, возачки дозволи и пасоши, и тоа до крајот на 2024 година. Замената на лични документи е согласно договорот подпишан во Преспа помеѓу Македонија и Грција, но повеќе од ясно е дека нема технички можности како и доволен кадровски потенцијал за до почетокот на февруари да заврши оваа операција. Заради тоа, овој состав на владата или техничката влада треба да ги подготват законските измени, пошто парламентот поитна постапка да ги донесе. Доколку од пролонгирањето произлезат отворени прашања со Грција, истите треба да се разрешат по дипломатски пат. Актуелната слика пред шалтерите на МВР е непримерна, бидејќи се создаваат огромни и непријатни гужви во кои граѓаните доаѓаат и чекаат во колони и по 2 дена за замена на документите.